почеток, дами и господа, почитувани гости, дозволете ми во мое лично име и во име на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и нелегална миграција, како и во името на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, да упатам голем поздрав до сите присутни, особено до гостите од Република Србија и Република Грција, кои срдечно ја прифатија нашата покана денес и утре да бидат наши гости. Исто така ми представува посебна чест да упатам искрена благодарност и то Меѓународната организација за миграција ИОМ Скопје, кои како наши долгогодишни партнери го поддржаа и помогнаа одржувањето на оваа работилница. Денес и утре ќе бидеме овде да размениме искуства, да споделиме најдобри пракси, да го надополниме и надградиме нашето знаење. Движењето на мигрантите на Западно-Балканската рута не исправи пред бројни предизвици од аспект на безбедноста и од аспект на заштитата на основните човекови права. И беше навистина потребна голема умешност да се пронајде вистинската мерка, да се заштитат основните човекови права на мигрантите без да се запроси безбедноста на граѓаните на нашите земји. Справувањето со овој предизвик и успешноста во балансирањето на овие две стратешки цели ја наметнаа потребата од вистинска заедничка акција, синхронизирана и усогласена од раководствата на сите земји кои бевме и сме на Западно-Балканската рута. Тој испит успеавме да го положиме и да докажеме дека безбедноста и заштитата на човековите права се цивилизацијски вредности кои не познаваат граници. Тоа представуваше почеток кој понатаму не води кон добро координирани акции, соработка која ќе резултира со ефикасен кривичен прогон во заедничката борба против трговијата и кријумчарењето на луѓе. Борбата против трговија со луѓе, а особено кријумчарењето на мигранти, никогаш повеќе не била толку актуелна како денес. Свесни сме дека миграцијата е активен процес кој може да го смени својот тек, интензитет и динамика, но миграцијата уште од давнешни времења постои и нема да запре. Имено сведоци сме дека луѓето во основа ги напуштаат своите земји поради војни, воени конфликти, сиромаштија или поедноставно кажано мигрираат за подобар живот. Слободата на движење е основно човеково право кое криминалците вешто го препознаа како еден од најпоставните начини за злоупотреба да обезбедат профит на махата на луѓето. Податоците на Европол укажуваат дека ова е еден од најкриминалните бизниси околу кои се вртат не милиони, милиарди. Во прилог на ова е фактот дека сите ние бевме сведоци дека низ нашите држави транзитираа приближно 1 милион луѓе. Без малку, сите беа подпомогнати од одлично организирани меѓународни криминални групи за кријумчарење мигранти. Криминалците брзо сфатија дека ова е атрактивен бизнис и суптилно ги разработија своите мрежи на делување. И сите ние бевме успешни, повеќе или помалку во справување и менаџирање со ризиците кои со себе ги донесоа масовните миграцијски текови. Само изминатата година успеавме да откриеме 108 случаи на кријумчарење на мигранти, при што Министерството за внатрешни работи на Република Македонија успеа да спречи кријумчарење на 1961 мигранти. Но тоа не значи дека треба да застанеме тука. Напротив, потребно е да изнајдеме нови начини, нови модуси, да ја унапредиме нашата соработка. А тоа може да го направиме само заеднички, со еден регионален пристап, во најмала мерка, сличен и применлив за сите нас. Доказ дека заеднички можеме соодветно да одговориме на сите овие сериозни предизвици е соработката и помошта, добиена од повеќе земји членки на Европската Унија и нашите соседи, кои заедно со полициските службеници на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија на најдобар можен начин успеваат да ги менаџираат сите предизвици кои со себе ги донесоа мигрантските текови. Овде би сакала уште еднаш да упатам благодарност до колегите од Република Србија за сета помош дадена до сега. Почитување.
работилницата се одржува во вистински момент. Момент кога очекуваме да изнајдеме нови, поефикасни начини да се спротиставиме на криминалот поврзан со трговија со луѓе и илегални мигранти. Во очекување, колегите од Србија да ни ги пренесат своите искуства од функционирање на Task Force за криучарење на луѓе, ја потврдуваме уште еднаш тезата дека добрите искуства и научените лекции кои ги разменуваме меѓу нас се патокас за нашите понатамошни заеднички активности. Морам да признам дека формирањето на Task Force за криучарење на мигранти и трговија со луѓе не е нова идеја. Не е нова, меѓутоа е идеја на која ја дадовме првен приоритет. Доказ за тоа е дека ова е приоритетна активност, е фактор што е предвидена во два стратешки документи и тоа во реформскиот план 369 и во националната стратегија и акцијскиот план за борба против трговија со луѓе и легална миграција. Дополнително сакам да ви информирам дека Министерството за внатрешни работи, заедно со Министерството за труд и социјална политика и невладините организации кои работат во ова поле, во престојниот период ќе работат на формирање на мобилни тимови, чија задача ќе биде идентификација и упатување на жртвите од криучарење како и трговија со луѓе. И на крајот, би сакала уште еднаш да истакнам дека денес на сите ни е повеќе од јасно дека никој од нас поединечно не би бил ефикасен и успешен во борбата против трговијата со луѓе и криучарење на мигранти, доколку се обидуваме самостојно да делуваме. Затоа нашата цел не е секој од нас индивидуално да ги зајавне своите национални капацитети. Напротив, нашата цел е заеднички да обезбедиме ефикасни служби кои ќе делуваат унифицирано, координирано и ќе дадат и обезбедат ефикасен одговор против овој вид транснационален организиран криминал. Заедничкото действување, продолжување на меѓусебната соработка и одржување на мрежата на контакти е вистинската борба. Вистинската борба против криминалот подсетува на играње шах. Треба да сте многу вешти, да ги предвидите потезите на противникот, да ја детектирате неговата слаба точка и истовремено да ги искористите предностите кои ги имате. Нашата предност е нашиот заеднички пристап, нашата соработка како модел кој што проверено успешно функционира. Дозволете на крајот уште еднаш да ја поздравам оваа средба со цел севкупната енергија и капацитет со кој располагаме да биде правилно насочен за исполнување на нашите обврски, имајќи ја предвид нашата заедничка заложба, да ја извојуваме најважната битка, да ги заштитиме потенцијалните жртви на трговија со луѓе и мигранти, со тоа што ќе обезбедиме ефикасен кривичен прогон на сторителите. И на крајот, ви посакувам успешна работа и ви посакувам успешно и пријатно дружење. Затоа што на крајот на секоја работна средба, на секоја работилница, на секоја конференција, заеднички именител име дружбата заради постигнување